Добро вечер. Мислам дека е четврток, ја веќе ги почнав да ги мешам и деновите. Вторник е четврток, четврток е вторник, но тоа е дел од мојата помалку шоу расејаност. Немојте да мислите дека не знам некој што и научи тоа да го направам. Значи четврток, отворено студио и ми се чини дека овој пат ќе ве заморам или ќе ве одморам. Ќе ве заморам со економските движења, а ќе ве одморам од претенциозноста на политиката и за тоа кој ќе биде шеф на државата. Една во наши услови уставотворна категорија која би требала да има протоколарно значење, а не такво како што ние сакаме да му придадеме во овој момент и во овој миг политичко партиски призвук. На тема економија. Мој соговорник е колегата и собственик на Капитал Липчо Зиков. Добро вечер, Зиков. Добро вечер. Веднаш на почетокот. Не те цитирам, зашто допора ќе те цитирам од овој шокантен коментар кој уште не знам што све ќе извадам. Меѓутоа, што е според тебе оценката околу тековните економски движења и можеби контраверзностите? Од една страна пораст на македонската врзница после НАТО, од друга страна индиции за финансиски реинвестирања на дел од странските инвеститори и навестување дека тие се во зголемен обем, и од трета се разбира сите слабости кои произлегуваат од тоа дека немаме динамика на економскиот пораст. Во суштина се е тоа точно што се збори денеска, поготово денеска е интензивна таа дебата, низ социјални мрежи, владини институции, меѓу медиумите. Нормално е дека индикаторите во Македонија ќе растат после членството во НАТО. Вредноста на нашата врзница би требало да порасне. Ризикот кон нашата држава би требало да паѓа. На Македонија не им се случува ништо што на други држави кои станале членки на НАТО не им се случиле непосредно потоа. Јас сум склон на проценката дека Македонија сега да излезе на меѓународниот финансиски пазар да бара нова врзница, дека таа ќе ја добие со пониска камата, да ако и треба финанси. Добро, тоа е финансиски инструмент, тоа е одлука на влада на крајот на денот. Од друга страна, тековите во Македонија, економските текови се со некоја динамика наша македонска, како што се движиле кроз годините, со тоа што и памтиме на оваа влада, дека на крајот на годината во експозејата пред нова година рекоа дека оваа 2019 година ќе биде економска година. Исто така сум склон на мислење дека постојат предуслови да биде оваа година економска година, освен, како што и тие почна емисијата Човски, доколку не се удавиме во онаа наша дебата за тоа кој ќе биде претседател на државата, оти ние сме познати по тоа насекаде во светот, дека нашите дебати после на еден начин ги закрвавуваме, па тоа стануваат тешки дебати, па има поделби, па после секогаш има ранети после таа битка, па нема враќање во парламент, па има бојкот и така натаму. И кога ќе видите пола година поминала и тогаш економските резултати секако не може да дојдат во таа политичка депресија што ја фаќа државата реално, а за волја на вистина имаме многу избори, изборни циклуси во Македонија колку сакате. Без оглед на призвукот што го имаш, а и релативно критичката обсервација што инаку ја селектираш во пишувањето во своите колумни, особено ова последната, не би ти се чини на оден начин загрижувачки податокот кој го прочитав и излезе од Стопанска комора, дека само 1% во јануари или 1,1% или само 4,5 милиони од 400 и кусур милиони од буџетот од капиталните инвестиции се реализирани во јануари. И го слушам овој призвук на Сугаревски, време, експроприација, имотни права и така натаму, како да е тоа најважната работа да почнат патиштата да се орат како својден Маршалов план. Се согласувам со тебе, значи времето и не е така лошо, кој ќе го погледнеме. Еве денеска имавме прекрасен ден. Знаеш што, спремајќи се за оваа емисија, сметав дека ќе го отвориме ова прашање, извадив неколку бројки. Ќе ми дозволиш да ги цитирам. Бројките се светост, како велиме. Значи, од јануари 2015
ги споредувам бројките со јануари 2019. Само во јануари, како били инвестициите. Јануари 2015 14,4 милиони евра. Јануари 2016 13,9. Јануари 2017, тоа е последната година кога ВМРО ДПМН е на власт, е 27 милиона евра, најмногу за разлика од претходните години, во јануари 2017. Сега, 2018 јануари, лани, 3,9 милиони и 2019 јануари, сега, е 4,5. На што ово упатува? Прво, овој јануари 2019 имаме зголемени во јануари инвестиции од претходниот јануари, бил 3,9, сега е 4,5. Но, драматично помалку инвестиции од годините кога е ВМРО ДПМН е на власт. Ако ги погледнеме и другите месеци во истите години, ќе видиме дека капиталните инвестиции во времето на ВМРО ДПМН, кога е на власт, се поголеми од месеци во месеци, тоа го гледав денеска. Укажува на тоа дека капиталните инвестиции во времето на ВМРО во последните 4-5 години, владата на ВМРО ДПМН, беа во Скопје 2014 година, во тој проект. И сите исплати што се прават по месеци, во тој дел, во најголем дел, капиталните инвестиции одат таму. Оваа влада, при тоа ни најмалку сакам да застанам на страната на владата, па сега да ја вадиме владата од некакви нејзини обврски кон капитални инвестиции, кон растот на економијата и кон потребата на отварање на екстерни инвестиции во економијата. Тоа е нејзина обврска и пак ќе кажам, ние ја држиме за збор оваа година. Оваа влада ги прекина инвестициите во Скопје 2014, тоест го затвори проектот, и тука имате драматичен пад во јануарските исплати, значи во тој дел, и затоа се толку мали инвестициите во јануари. Сега тука ова министерот за транспорт што вели времето. Знаете, и сезонски јануари и февруари во принцип и најдобро да е времето. Сега ќе ми дозволиш малку да бидам и саркастичен. Ние не можеме да се отрезниме во јануари, општо како нација, од толку многу празници. Мислам, еве, Свети Трифун беше пред некој ден. Така да може да замислите на Свети Трифун што се случува и цел јануари, цел февруари што се случува во тој дел. При тоа не е воопшто оправдување за стварите, меѓутоа станува збор за традиционални норми, за менталитет на овој народ, следствено на тоа и од народот се вади администрацијата и владата, нели, во тој дел, така да сите сме ние во некаков таков филм. За мене што е важно? Важно е тоа што владата на Република Македонија кон крајот на годината и почетокот на јануари излезе со една анализа, ако не се лажам, беше тоа анализа од секторот за економски систем, кај што се кажа дека за да Македонија држи добри стапки на раст на економијата, во услови кога огромен процент од економските ресурси на државата зависат од јавниот сектор, од јавните трошења на државата, од буџетот, мора да прави меѓу 50 и 60 милиони евра месечно капитални инвестиции, за да држиме стапки на раст меѓу 3-4 нешто проценти. Далеку се овие бројки од месечна стапка на раст, меѓутоа тоа се инвестиции кои би требало просечно да се направат месечно, значи во тој дел. Што тоа значи? Очекувам капиталните инвестиции во најскоро време, значи со почетокот на пролетниот период сега, еве да речеме, ако добро го сватив Сугаревски, дури рече еве од идната недела, мислам дека и таква една конструкција употреби, со подобрувањето на времето, еве нека биде и така, идната недела е за 5 дена, за 3 дена, да отпочнат тие големи најави на инфраструктурни инвестиции во државата. Се согласувам дека Скопје 2014 треба да замине во историјата, бидејќи тоа беа капитални инвестиции кои не даваат поврат никаков во општиот живот на граѓаните. Еве ги имаме, ги гледаме, нели, па што, во тој дел. Она што го менува животот на граѓаните е она што се вели длабока екстерна економија. Тоа е инфраструктурата, како што се патиштата, пругите, гасоводот во Македонија, некои други јавни проекти и така натаму. Генерално, овој економски развој базира на фундаменталните елементи на економијата, потрошувачката, буџетска, реална и така натаму. Меѓутоа ми се чини дека освен што немаме, без оглед дал било 4,1 или 5 и мора да има повеќе, затоа што реално гледано, знаете, јас се сеќавам дека кога почна пругата, еден министр и еден заменик викаа за 9 месеци ќе изградиме. Ми се чини дека и оваа влада,
го фаќа тој СДСМовски синдром. Но не ми е тоа поентата. Поентата ми е дали целокупниот аспект на порастот базира само на исклучиво на потрошувачката, вклучувајќи го, например, и притисокот да пораснат минималните плати и просечната плата. Што значи и развојот да се базира на пораст на платите како акселератор на потрошувачката. Многу добро забележате и Чомовски сега дека ќе додадам ја само дека бруто општествениот производ на една држава го прави личната потрошувачка на граѓаните, инвестиционата потрошувачка, значи на компаниите и така натаму, јавната инвестициона потрошувачка на државата и како велат извозот минус увозот, каде што ние имаме дефицит. Сега, зошто имаме ние ниски стапки на раст? Заради тоа што најголемиот процент од македонската економија се креира, тука ти добро забележа, од личната потрошувачка на граѓаните. Значи, тие трошат и така создаваат потреба да се произведе нешто или да се увезе нешто од надвор за да тие трошат. Сега кој трошат? Значи, троши јавната администрација во Македонија и сега тука се гледа логиката зошто секоја влада на најлесно е кога ќе дојде на власт да вработува што повеќе луѓе во јавна администрација, бидејќи таму платите се загарантирани со законот. Најголемиот дел од буџетот се трошат во платите за јавна администрација, а тие треба да јадат, да прошетаат, да потрошат нешто и тие притискаат на пазарот и така се вртиме ние во круг. Како велат некои економисти, да седиме ништо да не правиме, само тоа така да го гледаме, па ние имаме 2,5% раст. Без некоја екстерен шок, као војна, како елементарна непогода, као дека сме на балканско подрачје, па сега тука ризикот се зголемил и така натаму. Секако дека тоа не е оправдување за една влада. Што треба да се направи? Треба полека од делот на личната потрошувачка, моторите на развојот на оваа држава треба да се креираат во делот на инвестиционата потрошувачка, а тоа е потрошувачката на приватните компании и капиталните инвестиции на државата, делот на јавната инвестициона потрошувачка. Тоа со години кај нас не се прави, заради тоа што прво се гледа социјалниот аспект, кај ВМРО ДПМН, кај владите на Никола Груевски, тоа беше сублимирано и во делот на и популизмот, тој го ширеше преку тој социјални трансфери од буџет и така натаму, па знаеме што све имаше трансфер тие влади има, тие се во принцип таа влада требаше да биде десна влада, ама се однесуваше како крајно социјалистичка влада, нели во тој период и се идеше преку буџетот и тие трансфери доаѓаа до крајните граѓани и граѓаните трошат и во нивно време капиталните инвестиции не се одвиваа на таков можен начин кај што ќе бидат добри за да го развијат приватниот сектор, нели во тој дел. Вториот голем проблем зошто кај нас немаме високи стапки на раст е корупцијата. Знаете, кога 85% од економските ресурси на државата ви зависат од јавните трансфери на државата, од буџетот, вие не можете да кажете дека сте пазарна економија. Македонија е флоскула во Македонија да зборувате дека сте пазарна економија. Вие утре кога ќе се разбудиме са Бајле, ние гледаме на бирото за јавни набавки што тендери има, за да седнеме да разговараме. Тука во тој дел корупцијата однесе многу внимание, енергија и средства во тој дел кај што требаше да се билда растот на бруто општествениот производ на Македонија. Како бизнисот, предприемачите да се ослободат од овој веќе вообичаен востален практикум и односи во кои се бара подкуп, се бара приоритети. Дури се вклучува еден нематеријален притисок, а тоа е партиските списоци за вработување. Тоа беше карактеристично за Груевски, но веќе има индикации, ја разговарам со дел од овие предприемачи тековни, кои наслутуваат таков бран на такви притисоци, вклучувајќи од работници до интелектуалци. Ако е корупцијата таа метастаза на нашиот развој, тогаш вашата теза, која прочитав и која на оден начин мене ми создава прилично сатисфакција, е тоа дека лордовите на мафијата, цитирам, разлите носители на државни функции и собственици на капиталот, тој невидлив управен одбор на Македонија. Тој го креира економскиот, политичкиот и коруптивниот амбиент. Знаеш што, Чомовски, имавме корените, празлочинот на ова што денеска нас ни се случува е во 90-тите години.
На тоа мислев кога го пишував тоа. Значи, ние имаме една нормална демократска држава би требало да биде устроена по принципот на пирамида. Јас ја нацртав триаголник, инаку тоа е пирамида, нели? И во Македонија тоа не е случај. Пирамидата подразбира дека доле имате граѓани, па иде постепено приватни компании, индустрија, па имаме култура, па имаме слоевина и доаѓаме до државата горе, нели, и горе на врвот имаме влада која тоа го прави. Збориме за парламентарен систем. Во Македонија пирамидата е пресечена. Ова е сега мојата теза. На тоа јас сум го пишувал и во повеќе други колумни за кои сум имали проблеми, морам да кажам. Таа е пресечена кај нас. И сега ние добивме трапез. Трапезот има горна мала рамнина и долна голема рамнина. На малата рамнина горе се качени сите. Сега ќе направам само една дистинкција. До оваа влада на Заев, ќе видиме оваа влада како ќе го реши овој ребус. До оваа влада на Заев сите беа качени на тоа, на таа мала рамнина горе. И СДСМ, и ВМРО, и менаџерска елита, и собственичка елита од 90-тите години. Сите тие лордови кои учествуваа во приватизациите во Македонија. Сите се они качени горе. Доле за народот му се сервира филмот дека е политичка битка, партиска битка, кој ќе дое на власт за доброто на Македонија. Гледавме утемнина, не држеа за НАТО, за на крај да дојдеме до едно елегантно решение со Грција кој они можеа да го испорачаат и во 90-тите години. Дали тоа значи дека... Само да ја докажам тезата ако ми дозволиш. Значи, сето тоа се правеше за оваа групација на луѓе горе, каде што има елементи, каде што вие не можете да направите денеска разлика помеѓу СДСМ и ВМРО. Можда денеска и можда, сега, во оваа година или во оваа и претходната година, може да има разлика. Има разлика голема ако се тргне од тоа дека Заев беше човекот кој се нафати да го пресече тој јазол фактички со решението на некои проблеми што нас не однесоа у НАТО, да речеме во тој дел. Меѓутоа ја пак ќе оставам резерва да видиме тоа како ќе се развива. Меѓутоа на таа горна рамнина се уште постојат сили кои не сакаат да се промени состојбата во Македонија на таа горна мала рамнина. Ја тука ги гледам и нереформираното ВМРО, делови од СДС, суштински делови од СДС денеска кои не сакаат да погледнат на вистината во очи што треба да се прави во Македонија. А толку се лесни прашањата кои треба да се направат во земја. И тука е онаа директорска елита, голем дел од неа, секојаш честни исклучоци, нели? Зборам за онаа стара директорска елита која дава отпор на промените. Например, многу од нив не го сакаат НАТО. Велат што ќе ни е Европска унија. Битно сега има и промена на тезата. Сега велат што ќе ни е Европска унија, важно ни е НАТО да биде безбедноста. Се плашат од Европската унија и од 35-те глави на преговори бидејќи таму е промената во таму и кога тоа ќе се изреформира, тогаш ние ќе добиеме на другата страна продукт пазарна економија во Македонија. Зиков да излезе малце само од македонскиот дискурс, во регионот се случуваат неверојатни тивки и, да речем условно, нови офанзивни пристапи на големи корпорации. Во Србија, видите, влегува Кока-Кола и Пепси и преземаат нивни компании. Денеска можам да кажам дека од таа стара идеја која ја заговараше и дека и политичарите и дел од економските стручњаци дека ќе дојде до окрупнување на финансискиот сектор, на банкарскиот во Македонија, е на повидок. Шпар Касе најавува дека ќе преземе Охридска и Социете Женерал. Но, дали е тоа трендот во кој Македонија ќе мора да се строи? Дали тоа значи дека ќе се соочиме со нов притисок од големите корпорации за евентуално окрупнување и преземање на дел од домашниот? Секако. И тоа е добро, Чом. Тоа е добро да се случи заради тоа што тоа ќе донесе една нова деловна култура во Македонија. Тоа ќе донесе аспектот на водење бизнис во државата ќе го подобри, ќе одигне на многу повисоко рамниште. Тоа ќе ни овозможи една нова визура на тоа што значи пари, што значи финанси, што значи односи со банки. На банките ќе им отвори простор за создавање, можеби за создавање на нови производи кон предприемачите. Тоа прашање во претходниот дел него додирнавме. Например, банките немаат адекватни производи за нашите инвеститори. Значи, денеска вие од банка можете да земете само кредит како таков, нели, И тоа кој ќе го земе? Одете земете да видите.
ќе ве чешлаат нели од сите аспекти дали ќе го добиете, на крај нема да го добиете. Значи мал број луѓе во Македонија, мал број компании може да добијат кредит во Македонија. Со други зборови, пристапот до парите е многу отежнат во државата. Странците овде сето тоа ќе го либерализираат. Станува збор, еве, само ти го спомна банкарскиот сектор. Значи во банкарскиот сектор за нас е многу важно постоењето, да речеме, на МБГ Стопанска банка. Постоењето на комерцијална банка, иако е таа македонска банка, меѓутоа во голем дел има и странски капитал внатре, во еден дел. НЛБ банка секако, значи Халк банка што постои. Знаете, сега да излезете во Македонија, во деловниот свет велат каков раст направи Халк банка во претходните 2 години, нели во тој дел. Така да многу е важно присуството на тие странски банки во државата, Шпаркасе, Шпаркасе Ерсте банка. Значи, од тоа корпорациите во зоните, странските инвеститори направија огромна промена во последните години. Значи, секако од времето на претходната влада, па до сега, па вклучително и сегашните. Значи, оваа влада го увиде тој момент дека тоа беше многу добра работа, стратегија што ја правеше претходната влада за привлекување. Неминовно доаѓа до превземање. На Балканот и заради тоа Западниот Балкан го држат се уште, меѓународната заедница го држи на едно место од аспект на економијата, тие го гледат како еден економски простор, една економска целина. Има многу компании овде кои ќе бидат превземени. Оно што е проблем на Македонија е што вие не можете да најдете компанија во Македонија, освен можеби Алкалоид, Мак Петрол и тука некаде ќе заврши целата приказна, која има добра вредност или најголема вредност и конкурентна вредност со балканските компании во тој дел, иако и тие се прилично помали за разлика од некои српски компании или хрватски компании. За 30 години Македонија, пак ќе ги спомнам, еве, Алкалоид ќе го спомнам за компанија која е окей и со голем потенцијал за раст компанија, пошто е и во тој сектор добар и добар менеджмент. Ние немаме компании по-силни од 50 милиона, 70 милиона годишно. Значи во тоа. Кога ќе дојде време за превземање, тие компании за жал ние многу ефтино ќе ги дадеме, значи како компании во Македонија, ако тоа се случи сега. Како тоа да се направи? Клучното прашање е како македонските компании да станат поголеми компании, да станат пута 2, пута 3 и така од сегашниот капацитет што го имаат. Ако велиш дека банките немаат доволно алатки на понуда, иако јас се согласувам дека катастрофално е дека сите наши деловни банки, за да земеш еден обичен стамбен кредит, ти треба 2 до 3 недели. Тоа што на Запад, например, е клучна врата за 48, да не речем за 72 часа. Ако тоа го нема, што е тоа што банките го испуштаат во момент во пласманот на своите својот капитал во компании кои може да бидат преземени и самите да бидат акцелератори на развојот на големите компании. Македонските банки се полни со пари. Значи тоа го кажале сите, го гледаме и ние што се бавиме дневно со тоа. Значи ако некаде има пари во Македонија, во банките има пари. Меѓутоа, имаме период пред НАТО и период по НАТО. Пред НАТО ризикот на државата беше голем. Ризикот постоеше во огромна смисла од меѓуетнички конфликти, регионални конфликти и така натаму, да не ги броиме сега, ги знаеме. Овде државата има своја улога. Значи, добрите држави кои се грижат, посветени се на растот на економијата, обично влегуваат во партнерство со банките, за да тоа партнерство помогне за компаниите, приватниот сектор, полесно да доаѓа до финансиски средства. Како тоа се прави? Е многу едноставно. Каде што имате вие политичка проценка дека многу приватни македонски компании би можеле, например, да пораснат, тогаш државата треба да се појави како гарант на кредитите кои банките ќе ги пласираат во компаниите. Тоа би значило дека државата може да гарантира за одредени сектори, не мора за сите сектори во економијата, да гарантира дека таа и таа банка која ќе даде кредит во таа и таа компанија, компанијата слободно нека работи, банката нека не се плаши од ризикот, нека ја нивелира каматата, нека го ослободи пристапот до кредитот, нека не бараат такви хипотеки, обезбедување и така натаму, за да и да пропадне банката ќе го наплати тоа од државата. Тоа многу држави во Европска Унија, па и во Америка, цели региони, тоа го прават и тие механизми функционираат. Зиков се поистовети со еден став кој јавно нашиот круг истовремено го коментирам или го изразувам, а тоа е
мора да сме многу богати, ти обратно тезата, кога на овој мал простор почнува една неверојатна берзанска игра на речи си 50 кандидати за председател на државата. Истовремено самите велиме, па ние немаме луѓе. Менталитетот на народот. Значи со тоа сакав да покажам, да не се чудиме, да докажам, да не се чудиме што младите луѓе ни одат во јавна администрација. Значи тоа директно покажува тоа. Кога 50 луѓе минимум во оваа држава во овој момент размислуваат дека можат да бидат кандидат за председател на државата, тогаш што да кажеме за нивните поколенија, нивните деца, нивните роднини, тие шират таква карма. Значи во оваа држава најсигурна работа е да работите во јавна администрација. Луѓето се научени, наштимани да не поднесуваат ризик, значи нема никаков ризик, видете таму вработете се. Во оваа држава, ако направиме анализа на какви закони се носени во парламентот, со какви консензуси на закони, ќе видите дека на законите за работни односи на јавна администрација и јавни службеници, двете најголеми македонски партии, ВМРО и СДСМ, мислам дека имаат гласано со 120 заедно со албанските партии, имаат гласано со 120 пратеници за заштита на правата на јавните службеници и ова. Каде не води нас тоа? Значи, тоа не вози, значи најголемиот проблем во државата е што владата, секоја влада мора да биде во исто време и е институцијата која го менува и менталитетот, преку законите се прави тоа, преку проектите што ги отвара, преку таа аура што ја шири. Значи ниедна влада во овие 27-8 години независна држава не сакаше да се осврне кон проблем. Тој социјалистички менталитет постоеше кај сите влади до сега. И популизмот во последните 11-12 години, увладењето на Никола Груевски, кој беше драматичен, мислам, во тој сегмент. Тоа би било на платото на рамнокракиот малата рамнина на трапезот. Или дел од продолжувањето на лордовите од посттранзицијата. Поштовани гледачи, мој гостин вечера беше Љупчо Зиков, колега и собственик на Капитал Блиц, нов продукт од Капитал. Затоа што им недостига на менаџерите предприемаштво или заради тоа што на предприемаштвото им недостига еден вокабулар на менаџери? Па менаџер ќе биде весник кој ќе се бави со предпријатието доле на земја. Значи, ние во Капитал се бавиме со економијата. Меѓу економијата и бизнисот има разлика, така да менаџер ќе се бави исклучиво со деловни стратегии, бизнис профили на успешни примери вака што се случуваат во Македонија и во регионот. Ние ќе имаме голем регионален прилог во тој весник, така да доста помине од една минута ќе ти наплат. Поштовани гледачи, уште еднаш повторувам, тоа беше Љупчо Зиков, му благодарам. За неколку минути се селам на масата за вести, таму ќе имате можност меѓу другото да проследите тековни движења околу председателските номинации и следете не во обидот да демаскираме една целосна агресија врз нашите раритети и природни реткости од Охридско езеро до еве најновиот Матка. Само за миг се поздравувам, се гледаме во вестите во 20. Кои се најголемите загадувачи? Како ќе се справиме со големите отровни депонии? И што ќе правиме со грејењето и автомобилите? Гости во студио 1, Миле Димитровски, Кирил Мираковски. Гледајте не во 21 часот. You have sex in the head. Вечерна. I doubt you've ever fully given yourself to anyone. I doubt you ever truly lose yourself. And you have. По 23 часот. You still gonna sit your exams? If the scale let me. Психолошки